Пресак на настаните од Вардарскот и Квешкиот регион, Македонија, светот и спортот. Што се беше актуелно денеска, ќе погледнете веднаш по најавите. Јас сум Катерина Нацева. Останете со нас. Се намалува загаденоста на воздухот, напладне измерени 25 мг на метар кубен воздух. Општина Велес за 2018 година испланирала буџет во висина од 899 милиони 939.397 денари. Децата од семејства од социјален ризик и в година на бесплатен одмор. После подолг временски период, PM10 частичките денеска во границата на нормалата. Во 12 часот мерната станица Велес 2 од интернет апликацијата Мој воздух покажуваше 25 милиграми на метар кубен воздух. Колешката Дијана Иванова ја имавме во дневникот во 12:30. Незин гостен беше еден од најпрепознатливите борци во Македонија за здрава животна средина, Игор Смилев. Да погледнеме дел од нивниот разговор. Денеска југот довна и веднаш се чувствува напредокот во квалитетот на воздухот. Во недела ќе почне север да дува, така што 3 до 4 дена ќе се ратисаме од PM10 и PM2,5 частичките, така што мерките кои што моментално ни ги дадоа изминатите недели, еве денеска врдуваат со плод. Господин Смилев, кога станува збор за здравата животна средина, вие неделова која што изминува имавте средба со премиерот Зоран Заев како коалиција ОДБА, во која што му предочивте едно ваше барање со 30 на точки кои што треба да се решат. Меѓутоа, она што е најважно од сета таа средба е тоа што побаравте во буџетот за наредната година од 0,4% колку што биле планирани средства за екологија да се зголеми на 2,5%. Што добивте? Добивте ли ветување од премиерот дека ќе се обиде да ги исполни вашите барања? Да, токму така добивме збор дека е сензибилизиран, дека е во тек, дека ги разбира проблемите, дека Македонија има многу проблеми во животна средина и се договоривме, имаше и официјално соопштение за во јавност, најпластично кажано да не се лимитираме на оно што го баравме ние како коалиција на 2,5%, заради тоа што во одредени ситуации доколку има сериозно еколошко нарушување, какво и да е, посериозно од ово што ни се случуваше претходно и не знам кое би било, би имало можност да се прелеат средства од едно министерство на друго на сметка на буџетот за заштита на животна средина. Тоа е начелно договорено. Во таа коалиција сме 15 организации од 12 градови, тројца истакнати екоиндивидуалци од Битола и Струмица. Во тие 32 барања буквално се опфатено се, од рудници до испитување на линданот кај децата во Скопје, преку еколошките жешки точки и историските загадувања во Велес, Битола, Тетово. Офатени се скоро сите градови, значи дека многу имаме работа во животната средина. Ако пред 15 на години Светската здравствена организација го прогласи Велес за ризично место на живење, неделова која изминува Скопје се искачи на врвот на мапата по загаденост на главни градови на држави во светот. Не треба да чекаме само ветер да дувне за да ги однесе PM частичките, но и останатите субстанции кои што се во воздухот и се загадувачи. Ја не знам дали не сме се запрашале ние и сите локални авторитети, државни, владени, активисти, како најголемите црвени точки загадувања од светски размери се случуваат во Македонија, односно во Скопје, а да речеме во регионот Србија, Косово, Бугарија, значи непосредниот регион каде што 50 до 100 км воздушната разлика, а во услови на овакво време климата е и таму исто, односно слична со овде, како таму немаме светски размери на PM10 частички имаме тука. Тоа сериозно навистина треба да не замисли како луѓе каде одиме, колку вложуваме и што да правиме. Регионалното еколошко друштво Екоживотот Кавадарци беше дел од повеќе меѓународни семинари за заштита на животната средина. На вчерашната последна активност учесниците ги презентираа своите знаења и искуства кои ги стекнале за време на овие семинари организирани од неколку балкански земји. Истовремено, Екоживот ги презентираше и успешно завршените проекти изминативе 6 месеци.
Регионалното здружение за заштита и унапредување на животната средина Екоживот од Кавадарци вчера ги презентираше успешно завршените проекти во изминативе 6 месеци работа. Беше презентиран завршниот К2 проект од Еразмус Плюс програмата, составен од 3 фази со главна намена енергетска ефикасност. Во проектот биле вклучени едукативни тренинзи, семинари и размена на искуства. Сите тие биле реализирани во неколку балкански земји во кои учествувале дел од екологистите на Екоживот. Нашите представници од Кавадарци учествуваа на овој настан, беше во 3 фази, во Белуно, во Италија, во Шпанија, во Шабац, во Србија и во Турција. Го завршивме успешно со партнерите, добивме пофалба за сета таа активност. Имавме друга активност во Турција, во градчето Кастелмону. Тоа беше К1 тренинг за развивање на бизнис план за поврзан со природата. From Nature to Business се вика проектот. Учесници во проектот за енергетска ефикасност беа Илинка Бакева, Сара Саздовска и Славица Саздовска. Тие велат дека го избрале овој проект бидејќи го покажувал проблемот со енергетската ефикасност во постојните стамбени згради кои се манифестира и во земјите од Западен Балкан. Со овој проект ќе подобриме енергетската ефикасност на постоечките објекти за домување кои нудат нови иновативни идеи. Го охрабруваме интересот на младите за поголема активност во решавањето на проблемите во локалната заедница, што ќе го овозможат квалитетот на животот на секој поединец, особено на социјално ранливите групи, со фокус на млади луѓе на возраст од 15 до 30 години, рече Илинка Бакева, која беше една од учесничките на проектот. Таа додаде дека во сите процеси ќе бидат вклучени и млади луѓе со посебни потреби, со што ќе се подобри целокупната социјална состојба во областа на енергетските дејности во сите земји од регионот. Освен овие проекти, кавадаречките екологисти работат и на испитување на загаденоста на почвата заедно со еколошкото друштво Вила Зора од Велес. Превземаат мерки за намалување на штетните PM10 честички, отстранување на старите електрични апарати и истрошени батерии, помош при електроенергетска ефикасност и други проекти. Продолжува востановената пракса буџетот и програмите за работа на локалната самоуправа да се носат во 2 фази. Вчера вечер во салата на општина Велес се одржа јавна расправа за нацрт буџетот за 2018 година. Сега наред се советниците. Тие на наредната седница, расправајќи по нацрт буџетот, треба да го донесат најзначајниот документ за работа на локалната власт. Општина Велес за 2018 година испланирала буџет во висина од 899.939.397 денари. Во споредба со буџетот за оваа година, новиот е помал за 61.432.348 денари. На јавната расправа по нацрт буџетот, градоначалникот Аце Коцевски рече дека неговата цел е реализацијата на буџетот за 2018 година да биде околу идеалните 100%, односно од 90 до 95% од оно што е планирано да биде реализирано. Граѓаните на општина Велес секогаш треба да знаат каде, колку, како и за што се трошат нивните пари, како пари на даночни обврзници. Ка не успеавме до крај тоа да го направиме, не по наша вина, затоа што моравме да предвидиме ставки во буџетот, односно да резервираме финансиски средства со кои ќе ги отплаќаме долговите. Пред присутните представници на урбаните и местни заедници, буџетот по ставки го представи Лјупче Андреевски. Тој нагласи дека најголем дел од средствата се предвидени од трансфери додатоци. Јавната расправа беше искористена за сугерирање кон надлежните што се е потребно да се сработи по населените места за да се подобри квалитетот на живот во Велес и Велешко. Имаме проблем со депонија. Тоа е еден голем проблем. И неколку пати тука на јавни расправи сме дебатирале и беше ветувано дека ќе се одвоја средства, секоја година беше ветувано дека ќе се одвоја средства за решавање на тој проблем. Но за жал остана само празни ветување. Се пусти машина еден ден, се прочисти нешто таму и така остана. Тоа е еден голем проблем што дава лоша слика и за граѓаните на местна заедница и за загодувањето и некако да се направи да се испадне новид, би сакал лично вие да
да дојдете на лице место и да ја видите потичката ситуација. За водоснабдување на населбата Отовица, дали има некој износ предвидено за водоснабдување за Отовица, како ќе течат изведувачките работи, ако е предвидено и колку средства се предвидени за водоснабдување. Би се осврнале на проблемот со транспортот на Велес, Отовица, Велес. Секојдневно имаат жителите проблем за комуникација и На овие прашања одговор даде градоначалникот Коцевски, напоменувајќи дека програмите по кои ќе работи општината се веќе изгласани на совет, но дека заложбата на општината останува да се реализираат што повеќе директни барања од урбаните и месни заедници. Продолжуваме на тема образование. Програмите кои ги нуди Технолошко-техничкиот факултет и дисперзираните студии допринесуваат за зголемување на бројот на студенти. Според деканот Валентина Панова, студентите се полесно го наоѓаат своето работно место по завршување на студиите, но сепак добрата промоција и соработката со образовните институции и стопанството е неопходна. Програмите кои ги нуди Технолошко-техничкиот факултет и дисперзираните студии допринесуваат секоја година да се зголемува бројот на студенти. Еразмус плюс Ципрос програмата се само дел од програмите што ТТФ ги имплементира во наставната програма. Размена на студенти и професори е само еден од бенефитите кои го добиваат на овој факултет, вели деканот Панова. Технолошко-технички факултет Велес ефективно учествува во Еразмус плюс, значи програмата, и во ЦЕПУС програмата, во која што се врши размена не само на студенти, туку и на академски кадар. Не само студентите да се разменуваат, да доаѓаат и нивни да доаѓаат кај нас, туку и професорите да доаѓаат и професори од странство да доаѓаат на Технолошко-технички факултет Велес. Еразмус плюс, ЦЕПУС програма, значи се тие кои што се во трен, а претходните 4 години имавме и тројца студенти кои што преку размена со ИАСТ програмата доаѓаат да студираат кај нас. Да напоменам, едниот беше од Босна и Херцеговина, имавме од Хрватска, а минатата година беше студентка од Германија која што беше тука на мастер студии кај нас. Од ваквите размени Технолошко-техничкиот факултет веќе доби проект преку програмата Балкан Мед, во која учествуваат 5 држави, а Македонија ќе биде пионир, појаснува деканот Панова. Не само размена на искуства, размена на знаења, туку и заеднички проекти во кои што се учествува. Да напоменам дека се вкупноста на ангажирање на професорите вроди со плод, при што Технолошко-технички факултет Велес доби проект во склоп на програмата Балкан Мед, во кој што ќе учествуваат 5 држави: Македонија, Албанија, Грција, Кипар и Бугарија. И тоа е програма која што за прв пат се воведува во склоп на европските програми во Република Македонија и ќе бидеме пионери во ова, значи водичка нишка, да ќе биде Технолошко-технички факултет Велес во Република Македонија. Студентите со диплома од овој факултет се полесно можат да дојдат до свое вработување. Бидејќи нутриционисти, се повеќе се барани на пазарот на трудот. Децата од семејства во социјален ризик, децата без родители и родителска грижа, ќе имаат можност и следната година да користат бесплатен одмор и рекреација. Бесплатниот одмор ќе се реализира во 2 смени, а услугата опфаќа 5 полни пансиони, едукативни, забавни и спортски активности. И следната година децата од семејства во социјален ризик ќе имаат можност да користат бесплатен одмор и рекреација. На сметка на Министерството за труд и социјална политика, за време на зимскиот распуст ќе имаат можност да поминат 6 дена во детското одморалиште Бегова Корија во Крушево. Бесплатниот одмор ќе се реализира во смени. Услугата опфаќа 5 полни пансиони, едукативни, забавни и спортски активности. Пријавувањето заврши минатата недела и во следниот период, по разгледување на барањата, надлежните ќе ги известат семејствата чии што деца имаат право да ја користат услугата. Право на пријавување имаат деца од семејства корисници на социјална парична помош, постојана парична помош, детски додаток, родителски додаток, деца без родители и родителска грижа. Превозот на децата од местото на живење до одморалиштето ќе биде организирано од страна на центрите за социјални работи.
Продолжуваме со вести од Македонија. Нивото на Вардар кај Велес и кај Демир Капија е над декемврискиот просек, а е намалено кај Скопје, Зајчев Рид и кај Јагуновци. Управата за хидрометеоролошки работи регистрира зголемено ниво и на Црн Дрим кај Ложани и на Статеска кај Ботун. Под просек за овој период од годината се и нивоата на реките Треска кај Македонски Брод, на Пчиња кај Катлановска бања, Крива река кај Крива Паланка, Брегалница кај Берово и на Црна река кај Новаци. Доранското езеро пак е минимално зголемено од просекот за декември, а нивоата на Охридското и на Преспанското езеро и натаму се во рамки на просекот. Премиерот Зоран Заев го оцени како историски чекорот кој Република Македонија и Република Албанија го направија за заедничка владина седница која се одржа во Поградец, Албанија, на која што, како што рече, биле подпишани значајни меморандуми од областа на безбедноста, културата, надворешните работи. Европските и НАТО интеграциите не се само политичка одпределба, туку и економска потреба за граѓаните на нашите две држави, истакна премиерот Зоран Заев и најави интензивирање на соработката во инфраструктурата во иднина, како што е поврзувањето на Македонија со Драч, додаде Заев. Интензивираната соработка меѓу двете влади и заложбите за регионален развој се заедничка иднина за двете земји, истакна на пресконференција премиерот. Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата со нова кампања во пресрет на новогодишните и божикните празници под мотото "И оваа година безбедноста има предност, 2018 најбезбедна досега". Кампањата ќе се реализира преку електронски медиуми, социјални мрежи, билборди и во локални објекти каде што младите ќе се забавуваат во пресрет на најлудата ноќ. Оваа кампања е креирана во духот на позитивното празнично расположение, а преку љубовта и припадноста што се осликуваат во неа, целиме кон тоа да ги потсетиме сите учесници во сообраќајот дека за новогодишните и божикните празници најважно е да стигнеме здрави, живи и безбедни во своите домови и празниците да ги поминеме во кругот на семејството и пријателите. Идејата на Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата е новата 2018 година да ја започнеме со мисла, со надеж и со верба дека ова треба да биде најбезбедната година досега. Велат од Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата. Статистичките податоци покажуваат дека во 2017 година бројот на загинати и повредени лица во сообраќајни незгоди е намален во однос на претходната година, но и покрај тоа бројот на загинати и повредени лица во сообраќајни незгоди се уште е голем. Многу семејства оваа година ќе ја завршат без некој од своите блиски и драги членови. Нашата желба, нашето мото, нашата цел е 2018 година да биде најбезбедна досега, да се намали бројот на настрадани лица во сообраќајни незгоди, е желба на секој граѓанин, на сите учесници во сообраќајот, потенцираат од Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата. Од Автомото Сојуз на Македонија информира дека на државните патишта сообраќајот се одвива без застои, но по наместа влажни коловози. Интензитетот на сообраќај на патните правци надвор од градските средини е умерен, а на граничните премини нема подолги задржувања за влез и излез од државата. АМСМ препорачува внимателно возење, прилагодена брзина на движење и почитување на поставената сообраќајна сигнализација. Во клисурите и засеците можна е појава на удрони, особено на патните правци Кочани, Македонска Каменица, Делчево, Веница, Берово, Гостивар, Стража, Маврово, Дебар, Струга, Демир Капија, Удово, Катланово, Велес, Крушево, Демир Хисар и Ресен, Буково. Од АМСМ потсетуваат дека во сила е законската обврска за задолжително поседување зимска опрема во возилата, без оглед на временската состојба. Најмалку 3 лица загинаа во силен земјотрес со јачина од 6,5 степени по Рихтеровата скала во близина на индонезискиот остров Јава. Властите соопштија дека 62 годишен маж во градот Сиамис и 80 годишна жена од Пекалонган загинале откако нивните домови биле целосно разурнати. Третата жртва е 34 годишна жена од Јокјакарта, која починала откако скокнала од прозорецот на низиниот дом. Околу 900 куќи се оштетени, како и општински згради во централниот и западниот дел на Јава. Свето денеска.
Неименуван израелски представник соопштил дека ракета истрелана од Израел погодила стамбена зграда во палестинскиот регион. Медиумите пренесуваат дека ова е 16-та истрелана ракета врз Јужен Израел, откако американскиот претседател Доналд Трамп соопшти дека го признава Ерусалим како главен град над Израел. Според познавачите на состојбата, ова е најголем број на ракети истрелани во краток временски период, односно 10 дена. Од денот кога претседателот Трамп ја соопшти одлуката, 12 ракети беа истрелани во пустината Негев, Јужен Израел, потоа уште 3 ракети беа истрелани на палестинска територија и оваа последната која погоди стамбена зграда. Како одговор на ваквите ракетни напади, реагира израелското воздухопловство, при што во досегашните напади загинале најмалку 2 палестинци. Преку Советот на Обединетите нации, турскиот претседател Реджеп Тајип Ердоган ќе барал поништување на одлуката на американскиот претседател Доналд Трамп за прогласување на Ерусалим за главен град на израелската престолнина. Ние ќе работиме на откажување на ова неправедно решение. Најпрво тоа ќе го направиме преку Советот за безбедност на Обединетите нации и доколку биде наметнато вето, ќе се обратиме до Генералното собрание. Оваа изјава на турскиот претседател доаѓа 2 дена по средбата на Организацијата за исламска соработка, кои испратија повик до меѓународната заедница да го признае Ерусалим за главен град на палестинската автономија. Загребското жупаниско државно обвинителство соопшти дека покрената е истрага против поранешни офицери на поранешната JNA. Имено 6 пензионирани офицери на поранешната JNA се осомничени за рекетирање на Бански двори. Во обвинителниот акт наведено е дека ова дело тие го сториле во 1991 година. Во соопштението на Жупанското државно обвинителство стои и дека со истрагата опфатени се и други 5 лица кои засега се со непознато државјанство и 1 хрватски државјанин. Тие се осомничени за обид на убиство на представници на највисоките хрватски државни тела и за воено злосторство против цивилното население. Времето денеска променливо облачно и ветровито со повремено засилен ветер од јужен правец. Под влијание на нов влажен воздушен бран во текот на денот се очекуваат врнежи од дожд пообилни во западните и источните делови. Локално ќе наврнат околу 25 литри на метар квадратен. Поради спуштање на постуден воздух од север на планините, врнежите ќе преминуваат во снег. Во недела метеоролозите најавуваат да преовладува претежно студено време со умерен северен ветер и слаб снег на планините, но и на повисоките места при што може да се формира снежна покривка. Со метеоинформациите го завршуваме дневникот на К1 телевизија. Јас ви благодарам за вниманието. Останете понатаму со К1. Пријатно.